Драги приятели, реших вечерва повторно да ви се обратам с едно видео. Мое обраќање има потреба тоа да ви дообјаснам текстот што вчера го пуштив. Значи, можноста да не се избере влада, поточно да се иде на предвремени парламентарни избори. Од астролошка гледна точка нормално и гледна точка како новинар аналитичар, бидејќи тоа сум школуван. А тука ми зборуваат, за тоа зборуваат се многу аспекти, или што би рекли правниците и ние новинарите корпус директи, за наставници што треба да се случат. Ако добро се погледа на тамата карта што вчера ви ја постирав со текстот, денеска повторно ќе ви ја постирам, значи на 16, поточно од утре, фактички кажам од денеска, 14, која е православна нова година, и на сите ја честитам што денеска ја слават или ја славиме православна нова година. И најмногу ме нервира кога ќе велат српска нова година. Не, тоа е православна нова година, а ја слават Македонија, македонците, србите, русите, белорусите. Значи не ја слават сите православни народи. Бугарите не ја слават, романците исто така не ја слават и така натаму. Но не сакам се за тоа многу да зборувам, сакам конкретно на тема, а тоа е можност или неминуемите воредни парламентарни избори. Зошто се неминовни? Прво, од аналитичка гледна точка, кој да земе власта, како и влада да се формира, нема да угоди. Зошто нема? Македонија, па и у глобал, целиот свет се наоѓа во пред голема економска криза, пари нема никаде, тандарот од секаде, цените се качуваат, тука и енергетската криза, значи, еве и да се избера влада и да се иде на парламентарни избори, исто така, кој да ја преземе владата многу кратко ќе трае. Од таа гледна точка во овој момент не беше случајно и што се уште актуален пример док не се избере Зоран Заев ги напушти сите политички функции, да ме послуша. Мината година кога реков за новогодишно интервју за мислам беше 2021 кога реков дека за минатата година очекувам парламентарни избори, значи воредни или предвремени, како сакате кажете. Он ми праша како поимаше, викам да, ама ова влада нема да издржи, што се покажа како точно со повикувањето на премиерот. Не мислам дека он тоа попаметно ќе беше да го направеше ово пролетниот дел минатата година. И нема да ви изненади во текот на овој месец, бидејќи се уште премиер, се ова влада дека до изборот на новата ќе владе, значи да дојде до покачување на минималната пензија кај пензионерите. Зошто? Зашто пензионерите се најголемо гласачко цело, а токму тие со минималните пензии. Но не сакам погрешно никој да ме разбере, значи да се вратам иако е дел од таа тема, актуелно зашто ви дошло, но ми дошло од друга причина. Значи со повликувањето на Зоран Заев од премиерската функција и од функцијата лидер на СДСМ, значи во случај на нови избори, автоматски на ВМРО ДПМН би биле вразумеваците. Зашто? Нема кого да напаѓат, бидејќи Зоран Заев нема да биде кандидиран за премиер, нема да ја предводи СДСМ на тие партиски, како сакате, парламентарни изборни состави што ќе бидат, нема да бидат на тие митинзи, предизборни така натаму. Значи главната улога ќе има Ковачевски, која е непозната јавноста и не се покажал во својата област. Но и тука, значи, СДСМ, ВМРО ДПМН ќе остане без муниција, така кажано војнички, ќе нема по кого да пука. Тоа се покажа и денеска по изјавата на Димитров, значи сите покања тргнаа по него. Вие ако земете еден друг факт, дека Димитров го подпиша договор со Грција, значи
пошто дојде до промена на уставното име, ова зборува дека кога прашање промена на името, автоматски кривична приваре или да подпишува на договор, па по уставот на Република Македонија, такви договори не може да подпише ниту премиер, нити пак министер за надворешни работи, тоа може да го подпише само председател на државата, а тогашниот председател Иванов не го подпиша, значи Димитров може да иде и со дебела кривична прива, кај што е неисклучен доживотен затвор за рушење на уставниот поредок. Значи, тука мора да се признае дека Зоран Заев добро ги дрибла и Мицковски и Димитров. Димитров го подметна, значи од таа гледна точка збораме го сменилната, чекајте. И не го сменилно основно тој договор. На тој договор поминува во собрание. Уставните промени поминаа во собрание со пратеници со опозиција. Ќе кажете обуценици. Кој може денес като суцени, ако не сакаш да биде суценици, ако немаше кој Балкани работи. Значи, што сакам да ви кажам? Значи, неминуни се предвидени избори, а тие предвидени избори многу повеќе му одговарат на ССМ, поточно и на Скопското крило, отколку на ВМРО ДПМН. И сметам дека ќе дојде, и не е чудо и да нема кворум за самата седница, а ВМРО ДПМН ако се појави и другите албански партии на таа седница, автоматски се подржуваше. Слуша пред малку на Алфа, од Заспи, ако може да вика, зашто немаше процеси. Па немаше уопште процеси овие години. Нити па има сега. Еве, парно снема, нема луѓе, нема кој. Значи, да се разбереме, драги пате, во Македонија не постои опозициона партија. Не постои опозиционен лидер. Неминовни са процеси, но тие процеси ќе се од народот ќе излезе лидер. Значи не од ВМРО ДПМН, бидејќи, ако добро се сеќавате, Мицковски го спаси, Заев го спаси Мицковски со Мелијун коалицијата, од му врати со конструктивност. Не е исклучени конструктивни да бидат и во сабота, нема кој ќе биде изборна влада. Но потом, но јас сметам дека нема да дојде избор, бидејќи ќе биде минирана од самите тие што постават оваа влада. А зашто нема да е? И со новите избори, предвремени избори, повторно ќе се добие со имунитет, бидејќи ќе биде дел од пратениците. А за да се застане после пред суд, треба прво да се укине имунитетот во парламентот, това е друга процедура, значи неколку години нешто ќе помени, а што велат низ Вардар ќе протечат многу води. Од таа гледна точка, јас верувам дека ќе дојде до предвидени парламентарни избори, бидејќи и зашто и единствената причина зашто ќе дојде. Со неизгласување на владата, автоматски ќе мора да се формира техничка влада, а таа техничка влада ќе мора да се справи прво со недостаток на енергија, значи недостаток на струја, парно грење и така натаму, а буџетот е празен, значи државната каса празна, но тоа толку може би не ќе беше страшно ако имаше од каде да се поземат пари. Поточно кажано, ако ви погледнете глобалната слика со енергијата и со позаемниците, ММФ е празна каса. А ММФ уште пред 3-4 години кажа, ако се случи слична економска криза која што се случи 2008, ММФ не може на сите земји да помогне. Значи, ово што се сега случува, и економската, и енергетската криза, автоматски ќе биде, кога би дошло, а ќе дојде сигурно, до предмени парламентарни избори, ќе биде префрлувано на техничката влада што не успеала да се справи токму во овој момент. И од тие причини гледам дека прво на ССМ нема да одговара и на ДУИ, они први ќе минират изборот на новата влада. Дали се достиње или не, но како и што понатаму ќе случува ќе видиме, но планети укажуваат за минирање, но ја не би се радувал многу на ово кој прашува Зоран Заев, значи пример во заменување. Зошто? Кој праша неговата безбедност, не зборам за судска. Судската он ќе си обезбеди со понова ќе биде избран
парламентарец, но зборам за другата. Оние работещи би преземал, неговите работодавци не простуваат, но исто си има завршено работи и со Бугарија, и со Грција, значи докрај не спроведени. Така безбедноста му е загрозена и тоа го кажа од планета, не ви сакам многу за да не бидам погрешно разбран. Значи, предстојат многу бурни политички дени, кој како ќе одира, многу ќе зависи од многу текови, па и од глобалната сцена. На глобалната сцена, значи, нашите квази пријатели американците веќе едното го допираат, како и НАТО. Војна сила број 1, тоа е Русија, Руската федерација, поради нивната хиперсонично и друго наоружување. На глобалната сцена многу работи, не сакам да ме разберете дека сум било како ориентиран, сум објективен и понекој се пошегувам. Ќе се пошегувам нешто, но секогаш објективно ги гледам работите. Значи, неминуни се предвидени парламентарни избори, најверојатно ќе бидат пролета, но пред тоа значи треба да има влада од 100 дена, мислам дека беше, техничка влада, значи буквално кризата е зимскава сега што ни престои, енергетската и нормално финансиската ќе биде префрлена на техничката влада, така да изборната кампања многу не може да се користи, а сето што може да пука тоа е по Димитров, кај ќе добие кривична прија и најверојатно ќе заврши дебело во затвор. Но кривична прија веројатно посебно може да добие и председател на државата, Пендаровски, бидејќи ги потпиша и законот за двојазичност и многу работи што порнешно председател Иванов не може да ги потпише. Тоа ќе видиме какви настани следуваат во Македонија, ќе бидат доста бурни, но како ќе се одговори на нив ќе видиме. Треба добро да се анализират и некои аспекти на планети, кои што реков, сега е Меркур ретро од денеска, до 4 февруари, а до 29 јануари и Венера ретроградна. Ако се земе во предвид, Меркур и ретроградно ќе биде токму во конјункција со Сонце, кој ќе има изборна влада, а Сонце се го представува премиер, значи може да донесе не избор на нов премиер, поточно на избор на новата влада. Значи, тогаш Меркур ќе биде, уствари веќе е Меркур сега во конјункција со Сонцето, е за 2 дена изборот, значи, оно што го зборам. А друго, ако погледнете и Сонцето е веќе во конјункција полека влегува со Сатурн, значи, а Сатурн е врховната власт, Сатурн е ретрограден, значи може да биде минирана таа седница, нема да ме изненади и мислам дека тоа ќе биде може би и добро и лошо, ќе видиме што ќе покаже времето, но не минуни се избори, иако реков во овој момент не му одговарат на премиерот возмени на Зоран Заев и на ССМ, а помалку на ВМРО да помине во ваква ситуација. Ти прашаме од кај ќе најдат пари и многу работи, но ќе видиме. А муниција се одзема со тоа што Зоран Заев нема да биде оне што го предводи СДСМ на ворените парламентарни избори, значи, а секој се пука кон лидерот, некој дел од тоа. Но потом, ова е моје согледување, а дали сум право, времето ќе покаже, но без разлика и да се одржи и да изберат нова влада, нема долго да издржи, а не е паметно може би да се избира, може би по-паметна техничка влада, која може би полесно да се справи во моментот и со помалку болки со енергетската криза што ни престои. Драги пријатели, ви посакувам добра ноќ на оние што се православни, и јас сум православец, и ја честита православната нова година, не српска нова, православна нова година, на вистинските православци, се дека не се смени календар, иако факт е дека нашиот календар не е точен, тоа е друга приказна и за друга тема. Добра ноќ и среќна нова православна година на сите православни пријатели.